започнува уште едно издание на емисијата Од искуство на телевизија Мега. Како што ви најавив во изминатата ретроспективна емисија со дел од гостите кои што беа дел од емисијата Од искуство во изминатата 2016 година, мој предизвик е оваа година да ви доловиме уште поинтересни гости, како да дознаеме повеќе од професионален аспект, но од друга страна да дознаеме и некои подетални информации околу приватниот живот. Морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство што овој серијал на емисии за 2017 година го започнуваме со европскиот првак во ММА на ИСФА, која е битолчанецот Ристо Димитров Чуринов. Здраво пред се, добре дојде во мојата емисија Од искуство. Фала на поканата. Се надевам ќе направиме вашата емисија уште поинтересна. Фала што ме поканивте и особена чест ми е да гостувам вашата емисија. Така, верувам и јас дека навистина ќе имаме убав разговор во последните 30 на минути со цел одблиску да ве доловиме до сите наши гледачи на оваа емисија Одблиску и од аспект на професија, но од друга страна да опфатиме некои прашања од приватниот живот. Она што пред скоро време се случи кај вас, ете пред отприлика еден месец, е тоа што станавте европски првак во ММА на ИСФА. Пред се да ви честитам за оваа титула што ја добивте. Навистина е од огромно значење, бидејќи не е само што сте единствен во Битола кој што ја освоивте оваа титула, туку сте единствен македонец која што понесовте токму оваа европска титула. Ете, откако спласна емоциите на некој начин, како сте задоволни пред се, какво е чувството да се биде европски првак на ММА во ИСФА? Чувството е прекрасно. Значи, тренинзите, упорноста, потта, крвта која дававме на тренинзи и сите овие години овде се исплатеше круната и врвот на боречките спортови. Значи, мешани боречки вештини, професионален европски првак, прв пат во Македонија, а за прв пат и во Битола. Една огромна титула, каде што е огромна и цената секаде во светот. Се надевам дека ќе биде кај нас. Значи, како што реков, годините тренинзи, вложување, упорноста, ова беше врвот, се исплати и како што реков, чувството е незаменливо, прекрасно. Ова е, како што реков, круната на сето досега што го сработите. Така, на некој начин ете беше и остварување на вашиот сон кој што сте го имале, бидејќи како што кажавте, круната на вашите остварувања да се стане европски првак на ММА во ИСФА. Ете би сакала на самиот почеток да ги информираме нашите гледачи што значи тоа да европски првак на ММА во ИСФА. Тие називи ММА во ИСФА да ги подетално да ги опфатиме со нашите гледачи, ете малку повеќе да бидат запознаени. Вака, ММА спортот кај нас, како што знаеме, малце познат и е се уште нема добиена на голема популарност. Во светот веќе тоа е еден од најбрзо растечките спортови, еден од најраспространетите спортови. Тоа веќе е збир на повеќе боречки вештини, затоа се вика ММА или Mixed Martial Arts, мешани боречки вештини. Еден од, како што реков, од најбрзо растечките спортови во светот. Кај нас се уште е млад, се уште создаваме сцена, се уште создаваме борци и тренери, но полека и кај нас еве вака борци како мене кои настапувале настрана, ги пренесуваат искуствата, ги пренесуваат тренинзите, начинот на тренинзи, техниките ги пренесуваме тука во нашата земја. Некој дел од спортови, значи од ММА, јас ги носам во Битола за прв пат, како џиу-џицуто, како граплингот и како некој самбо борењето, самбо спортот, ги носиме за прв пат во нашиот град. Тие веќе, како што реков, се насекаде во светот препопуларни, брзо растечки спортови. Ние ги носиме за прв пат во нашиот град. Тоа е што се однесува до ММА спортот или до мешаните боречки вештини. А ИСФА е еден вид на промоција или организација светска, значи интернационална Submission Fighting асоциација. Тоа значи ИСФА, таа е со седиште во Флорида, на Соединетите Американски држави. Таа е една голема организација за мешани боречки вештини, опфаќа повеќе вештини од џиу-џицу, граплинг, самбо, џудо, класично борење
и како што реков, ММА имаат огромна промотерска куќа, организираат секаде по светот големи вакви настави како што беше во Битола. Нашиот клуб, кој што јас го водам, Игор ММА, неодамна стана членка на ИСВА и затоа ни беше и доделено организацијата. Овде организиравме прекрасен настан. Не знам дали уште еднаш ќе се повтори во нашиот град. Значи европско првенство во борење граплинг, европско првенство во аматерско ММА. Значи сите тие работи беа за прв пат донесени во нашиот град и вечерта беше професионалната гала вечер каде што собравме ИСВА борци од цела Европа, најдобрите. И како главна борба беше мојата борба за титула европски првак против црногорецот Амел Шабановиќ. Брзо заврши се и ја донесовме првата титула и првиот професионален појас во нашиот град. Така и сега кога веќе ја спомна твојата борба која што имаше на гала вечерта, ете јас ќе направам еден мал пресек на оваа емисија со цел нашите гледачи токму да ја проследат таа борба која што на Ристо Димитров Чурино му ја донесе победата, односно стана европски првак на ММА во ИСВА. Hvala vam svima.
одлична борба, морам да го признам тоа, за релативно кратко време го совлада противникот. Кажи ми, колку лично ти си задоволен од тоа што го покажа во рингот за време на оваа победничка борба? Јас сум презадоволен од самиот себе си. Цела тактика, цела припрема, целиот камп кој што го работевме со мојот тим, со моите луѓе од мојот клуб, се што работевме, целата тактика, целата работа која требаше да ја прикажем натре во кафезо, јас ја прикажав. Искористив моментот кога тој напаѓаше, го собладав на земја си многу добар. Дојдов во доминантна позиција и прво со гранден паунд удари, пробав да го завршам, се види на снимката дека противникот е цврст, добар борец, ги издржа моите удари, видов шанса за полуга на рака, тоа ми е специјалност и завршив на мој начин. Така, кажа дека тоа што претходно го припремаше, тоа и го покажа во самиот ринг, ете можеби тоа беше клучот за твојата победа да станеш токму европски шампион. Верувам дека во текот на целата година се оние постојани тренинзи кои што ги имате во вашиот клуб, тие припреми, но по-конкретно ме интересира за ова надпреварување. Колку време се спремаше претходно ти? Ете, што беше она пресудно или од каде ги црпеше тие некои техники, тие некои тактики, дали може би претходно гледаше некои други борби со цел да научиш некоја тактика? Како одеше тој процес на припремање за овој надпревар? Вака, пред да биде овој надпревар, ние учествувавме како клуб и сме првите кои учествувале на вакви големи, учествувавме на светското првенство во самбо, кој се одржа во Република Бугарија. Значи, 3 месеци пред светското првенство имавме интензивни тренинзи кои е многу слично со ММА. Јас немав намера на ова гала вечер да се борам, бев организатор, добив добра понуда, ме предизвика Амел Шабановиќ, европскиот првак, прифатив борбата. Значи, припремите за борбата само дојдоа како продолжеток на тие припреми за светското првенство. Тактиките, како што кажав, прво се учи и се гледа борецот кој каков борец е, дали е стендап борец, значи горе, дали работи повеќе или е партераш кој работи долу. Видов дека тој е К1 првак, дека работи повеќе горе и се тука дојде тактиката да мора да го слезам долу, повисок од мене. Значи да не ризикувам, при размена на удари може да еден удар да реши се. Значи тука дојде тактиката, мора да го слезам долу, разговаравме со тимот, веќе како што кажав бе во многу добра форма за светското првенство. Ова беше само продолжеток. Техниките и сите тие работи ние сме со, како што кажав, тимот мој, клубот мој сме луѓе собрани кои што тренирале секаде по светот. Значи јас сум тренирал со луѓе во ММА и во самбо кои што кажав слично со луѓе од целиот свет, докажани веќе професионалци кои имаат по 20-30 професионални борби. Мојот другар и тренинг партнер Александар Петковски си има припремано Бугарија, Македонија, Соединетите Американски држави. Исто така добив огромна помош од нашиот кикбоксер Александар Димовски, Димцата. Тој ми поможи многу. Значи 4-5 пати државен првак на Македонија, учествувал на големи надпреварувања, тој ми поможи за стендап техниката. Неговиот клуб исто така дечките безрезервно ми помогне на горна на стендап техниката да ја подобрам. Долу како што кажав, џиу-џицуто, граплингот е работа. Имам одличен тим, деца во мојот клуб кои што работат прекрасно, кои исто така многу пати сум ги однесол јас како тренер на големи надпреварувања, прикажале солидни техники, донеселе огромни успеси и огромни медали. Така направивме еден добар склоп, еден добар камп, една добра екипа и мојата форма заедно со нив донесов на врвот, значи бев во прекрасна форма, кондиционо, технички и со снага и со сила бев во феноменална форма. Мислам дека бев во најдобрата во животот до сега. И сето тоа си вроди со плод, во борбата си прикажа, затоа многу брзо и многу добро изработив се.
Во секој случај нели тоа е најбитно, но од друга страна ете тука би сакала јас да ја потенцирам токму помошта и поддршката која што имавте од вашиот тим, нели и тоа е клучна алка за да се постигне овој успех, но малку подоцна ќе позборуваме токму за вашиот клуб, за тренинзите, за надпреварите, за наградите на кои што сте биле и сте освоиле награди. Како што кажавте, вие се јавивте и како организатор токму на ова европско првенство и слободно можам да кажам дека навистина е голем успех да се донесат најдобрите борци од цела Европа токму на едно место во Битола. Од една страна тоа е навистина една добра и голема афирмација не само на Битола, туку и за целата Македонија. Како сте задоволни од тоа како помина самата организација, самото надпреварување тука во Битола? Самата организација, целиот турнир, значи се што се деси тој ден на 3 декември во Битола, тоа беше празник на боречките спортови во Битола, јас сум презадоволен. Значи од Сабајле, од 10 часот до вечерта до 12 часот имаше нон-стоп борби, нешто невидено и незапамтено во нашиот град. Прво ги собравме најдобрите аматери, најдобрите борачи, од кои до ден денес Кристијан Попов, светот се треси од него во боречките спортови. Дечкото е феноменален, прекрасен борец, немам видено подобар дечко и технички и како човек, значи ги досопме, како што реков, кремот на боречките спортови во нашиот град. Беше прекрасно, имавме дечки од цела Македонија и од цела Европа кои се надпреваруваа на европското. Јас бев како организатор, како тренер и вечерта, дури како борец. Моите дечки извадија неколку места на европското, значи имавме второ и трето место на аматерското во ММА, имавме второ место, како што реков мојот тренинг партнер Александар Петковски изваде второ место во борењето во граплингот, значи европски второ место. Тоа е огромен успех и за нас како клуб, за дечките, и тие беа во прекрасна форма. Имаше дечки кои што за прв пат јас ги пуштив како мои борци аматерски во ММА, имаше мои дечки кои беа јуниори под 18 години се бореа во сениори, над 18 години прикажаа прекрасни борби, зедоа места европски и го ја донесовме сцената на боречките спортови на едно ниво погоре. Јас како организатор сум презадоволен. Се што имавме замислено беше донесено, беше направено. Врвот или круната на сето тоа беше гала вечерта, кој имавме многу важни гости, донесовме луѓе од цела Европа, како борци, така и VIP личности. Имавме гости дури од Индија, спонзори кои што беа. Беше организирано како поголемите гала вечери, значи со VIP маси, огромен кафе, со озвучување, осветлување на професионално ниво. Секаде каде што се рекламираше на многу боречки портали из цела Европа, сегде се спомнуваше Република Македонија, Битола, спортска сала Младост. Тоа не е голема, туку е огромна афирмација на нашиот град. До ден денес големите боречки портали пишат за мојата титула и секој се спомнува, јас сум горд што секогаш каде и да одам сум бил на секакви надпреварувања и од секаде ме навувале како Ристо Димитров, Битола, Република Македонија. Така, браво и честитки пред се за самата организација, многу голем настан, од друга страна честитки за сите успеси и вашиот клуб кој што ги освои. Бидејќи целта на мојата емисија, како што кажате, што поблиску да ве доловиме до нашите гледачи. Ете, моје следно прашање, од кога вие се занимавате со спорт? Верувам дека тоа е уште од мали нозе, но поконкретно кога се роди вашата љубов токму кон боречките вештини? Јас како што почнав за спорт, почнав со боречки спортови, значи со каратето. Уште од 7-8 годишна возраст почнав на тренинзи во карате клуб Студент. Значи тоа беа моите првите почетоци во боречките спортови. Како и секој живот, секој човек имавме турбуленции, значи со тренинзи со паузи, па пак со тренинзи со паузи. Од каратето се префрлив на кикбокс. Од кикбоксо имав неколку борби, имаше турбулентни некои периоди во кикбоксо, се уште беа млади. Тие некои боречки спортови во градот немаше многу. Направивме пак некоја пауза. Се сретнав по некој време на еден турнир во Прилеп со
еден тренер од азиат, јапонец, кој организираше тука во Македонија, некој прв пат ги донесе мама борбите во Македонија. Се запознав со него ме воведе во партерните, значи џиу-џицуто. Со него прв пат го донесовме и мама спортот и џиу-џицуто како спорт во Битола. Тој несебично ни помогна, почна со нас да бесплатно дури да не тренира. Ние трениравме на паркет, значи немавме ни садлане ништо по теретаните, љубовта спрема спортот. Почнавме и го изградивме, до ден денес што го изградивме еден од најдобрите клубови во градот и во државата. Направивме огромен клуб, се со наши раце, со наш труд, со наши борби, со наши финансии. Како што кажав, дел од боречките спортови ние во градот како самбото, со подршка од Самбо Федерацијата на Република Македонија, го донесовме самбо спортот во Битола. Јас сум и првиот надпреварувач кој учествувам ја представува Република Македонија на светско првенство во комбат самбо. Ова година двајца бевме од Битола, значи од тројца од цела репрезентација двајца бевме битолчани кои учествуваа на светското во Бугарија. И како што кажав, бурен живот, боречки, со многу сопки, со многу падови, ама упорноста се испраќа и полека го изградивме тоа што изградивме. И ние како едни од најреспектабилните борачи во Европа, така и еден од најреспектабилните клубови во овој крај на Балканот и на Европа. На вистина трнив пат сте имале со многу пречки, со многу препреки, како што кажавте, ете и лошите услови на самите почетоци, токму кога решивте да се занимавате со боречките вештини, но сепак се потврдува тоа кога човек е упорен, тоа накрај се докажува и се успева во тоа. На вистина имате учествувано на голем број надпревари, не само во нашата држава, туку и надвор од неа. Ете би сакала и тоа да го споделиме со нашите гледачи, на кои се надпревари сте биле дел. Односнете да ги споменеме оние позначајните надпревари за вас. Вака, јас како борач и ние како клуб, затоа што ги практикуваме се повеќе боречки вештини кои ни требаат за спортот, така и во нашата филозофија е да можеме да се такмичиме и да се надпреваруваме во што повеќе боречки вештини. Така како јас мислам дека сме единствени, јас сум единствениот и ние сме единствените како клуб кој што во 5-6 различни спорта, 5-6 различни боречки дисциплини ние веќе одиме секаде по Европа и се бориме и се такмичиме. Значи од џиу-џицу, граплинг, џудо, класично борење, самбо, комбат самбо, ММА, каде што има кикбокс, бокс, секаде кај што е контактен, кај што е боречки спорт, ние сме биле и сме се надпреварувале. 2013 година на еден од најреспектабилните граплинг турнири, јас и Александар Петковски изедовме од двајца надпреварувачи 2 злата, тоа е Абу Даби Комбат Чемпионшип, македонско отворено првенство, тоа е јака конкуренција од регионот. Имавме по неколку борби, победи и двата се закитивме со злато. Наредната година Александар не беше тука, беше надвор од државата, отидов сам, извадив второ место на истиот турнир. Сме биле, како што кажав, на многу различни. Бевме во Беране, Република Црна Гора, имаше огромен фестивал, луѓе собрани од цел свет, од најразлични дисциплини, имаше се и се што буквално од кршење со раце, кокосови ореви, кикбокс, кајден, ММА, самбо, борење, граплинг, се имаше. Тој беше фестивал на боречки спортови. Нашиот клуб заедно во соработка со Самбо Федерацијата настапивме од каде заедно со Самбо репрезентацијата бевме прогласени за најдобар тим, национален тим. Ние во неколку дисциплини како луѓе се надпреварувавме. Јас бев прогласен за еден од најдобрите борци на турнирот. Дечките од мојот клуб исто така по неколку злата донесува во различни дисциплини, 16 медали заедно со Самбо репрезентацијата, како репрезентација му донесовме на Република Македонија. Како што кажав, бевме еден од најголемите џиу-џицу турнири, исто во организација на Обединетите арапски емирати, професионален турнир. Таму изгубив во 8 на финалето.
Не стигнав до медал, ама беше огромно искуство, беше прекрасно. Имаше борци од цел свет, борци еден од најдобрите во џиу-џитсуто. Првата година, како што кажав, учествував прв македонец во комбат самбо. Отидовме далечната Казабланка во Мароко, таму бевме на светско првенство. Една недела бев тренирав и се борев со најдобрите во светот. Ова година исто на светското настапивме, беше 60 години од восновувањето на самбо во Бугарија. Бугарите имаа направено прекрасна организација. Исто учествувавме на светското првенство, тренинзи и борење со најдобрите. Јас и Александар Петковски бевме застанати во осми на финалето. Тој од противник од Чешка, јас од Монголија. И тоа исто така беше големо искуство да се бори со најдобрите. Као што кажав, сме биле на џиу-џитсу граплинг во Србија, во Бугарија, сме носеле огромни медали, сме носеле огромни успеси за нас како град, како држава. Јас и како тренер сум имал огромни успеси, како што кажав, еве на европското тука на ИСВА. Пред ова дел од моите борци исто во Беране во Црна Гора донесоа медали. Со најмалите имаме уште еден клуб, џудо клуб Чурин, кој е дел од џудо федерација на Македонија. Ова година прв пат влевовме во џудо федерација на Македонија и одма донесовме со најмалите, со деца по 7-8 години, едно трето место на државното првенство за деца и трето место на огромниот џудо турнир во Република Грција Илиадис купот, кој е еден од најреспектабилните џудо турнири во регионот. Што мислам дека за 4 години како клуб, како тренер, како борец, како човек, не големи, току огромни успеси, како за мене како борец, тренер, така за моите борци, мојот клуб, мојот град, па и мојата држава. Така, пред се да ви честитам на вистина големи успеси, пред се лични ваши, како поединец, како борец, но од друга страна на вистина големи успеси на вашиот клуб, кој како што кажавте веќе 4 години постои, така и толку години се занимавате со тренерска работа? 4 години се занимавам со тренерска работа, 4 години го имаме и клубот Игор Мама и веќе еве една година го имаме и џудо клубот Чурин како дел од џудо федерација на Македонија. Така, она што ме интересира, колкава е заинтересираноста од страна на битолчани, пред се ме интересира и колкава е заинтересираноста од страна на женската популација за изучување на боречките вештини. Вака, ова е нашиот спорт, претежно ММА спортот, е еден од најтешките спортови, затоа што бара преголема физичка активност, бара премногу напор и бара многу посветеност. Битолчани се заинтересирани за тренинг, но голем дел брзо потоа, после првите почетнички тренинзи се откажуваат, сепак има, во неколку групи имаме од најмалите џиу-џитсу за деца, значи имаме од 3 години до 10 години, имаме од 10 до 18 години ММА за деца, џиу-џитсу за деца исто, имаме џудо за деца исто како дел од џудо клубот Чурин, и се разбира ММА, џиу-џитсу, класично борење, граплинг за оние најстарите сениорите. Имаме веќе како што кажав неколку групи, има заинтересирани, има луѓе. Исто има и голема заинтересираност кај понежниот пол. Тие се заинтересирани претежно како бокс и кикбокс како дел за слабење, многу е добар, кој се вклучува целото тело, покрај тоа што можеш да научиш самоодбрана, да се браниш, и тоа така мора да се вклучи цело тело, одлично е за слабење. Заради тоа, кај понежно пол има голема заинтересираност. Имавме ние и женска група, сега едниот од тренерот, кој што беше зами на Германија, па ја укинавме женската група, се надевам дека пак ќе ја вклучиме. Затоа што има голем интерес кај понежното за боречките спортови. Така, за сите оние кои што се заинтересираат да изучуваат боречки вештини, ете токму и во вашиот клуб, што е она што ќе им досоветувате? Зошто да вежбаат, зошто да спортуваат боречки вештини, ете од ваш аспект?
Значи, Кои се придобивките? Кои се придобивките пред се? Придобивките од секој спорт, значи јас го респектирам секој спорт. Придобивките го знаеме, од секој спорт е покрај во здраво тело, здрав дух, здравје. При тоа се во боречките спортови се прави, се ваја прекрасно тело, покрај еластичноста, покрај издржливоста, покрај прекрасното тело, покрај доброто здравје. Во нашите спортови, посебно во џуџицуто, како што го нарекуваат и човечки шах, сака вклучување на мозокот. Развивање на мозокот, на менталното здравје, подобрување на физичкото здравје, подобрување на општото здравје кај човекот, самодоверба, а и кај многу луѓе, потоа тие некои боречки спортови во денешното лудо време знаеме дека ќе се најде како дел за самоодбрана. Така, на вистина голем број на придобивки, нормално ги знаеме сите од кои се придобивките од спортот. Но ете причина плюс за сите оние кои што размислуваат зошто да се запишат, односно зошто да тренираат боречки вештини. Како човек кој што од мали нозе се занимава токму со боречките вештини, како човек кој што учествувал на голем број на надпревари, од каде што се вратил со исто така голем број на награди, она што ме интересира е како ја оценувате моменталната ситуација во Македонија во однос на боречките вештини. Моменталната ситуација во боречките спортови, јас можам да кажам дека полош од катастрофално. Гледам големи напори на властите сега со воведување на голем финансиски стимул во боречките спортови, значи боксот, класичното борење, значи олимписки спортови се донесени на катастрофално ниво. Федерациите беа пропаднати, а гледаме големи напори на властите да ги воскреснат од мртвите, се дават големи финанси, се почнува со вложување, има измена на законот за финансирање на спортисти, спортски клубови, мада јас мислам дека треба се уште многу да се вложи во спортистите, а не во клубовите и во националните федерации. Треба стимул лично на спортистот да му се даде, да може голем дел од компаниите поголемите да ги финансираат лично спортистите, пошто клуб како клуб, јас сум водам 2 клуба, клуб како клуб може да добие финансиска инекција од властите, ние добиваме, али не можеме да искористиме 100% на некој талентиран борец, пошто ако кај него со добро вложување, со добра финансиска инекција, можеме да ги изведиме на големи, огромни надпреварувања. Јас по мене знам, сум бил стимулиран, сум излегол со големи успеси, сум бил исто така и сам да се финансирам, пак сум донел големи успеси, ама не е тоа. Ако се вложи се повеќе во борецот, во спортистот, јас мислам дека имаме преталентирани деца. Еве јас од мојот клуб веќе со неколку деца што работам, децата се феноменални, работат, али финансиите ги терат се повеќе да се откажуваат и да се дистанцираат од спортот. И самиот живот, самите работни обврски ги терат да се дистанцираат од спортот, што е жалосно и што многу големи успеси ќе ни избегат од рацете. Така ете да се надеваме дека сите овие мерки кои што ги нуди владата ете за стимулирање на младите за занимавање токму со овие спортови, дека ќе бродат со плоти, дека ситуацијата токму и во боречките спортови ќе се подобри. Да се надеваме. Така, бидејќи како што кажав, целта е што поблиску да те доловиме до нашите гледачи, она што ме интересира е како поминува еден твој ден и колку време во денот посветуваш на вежбање. Дали тоа е секојдневно, може би правиш пауза, ете колку често тренираш? Вака, еден мој ден, јас како секој да речам македонец или колчанец, спортот ми е како хоби, иако професионално се борам, спортот ми е како хоби. Од преку денот сме на работа, минимум поминувам 2 до 3 сати во клубот, како што ме праша колку во неделата тренирам, во неделата тренирам 7 дена. Значи без престан, нема одмор. Одмор само во исклучителни случаи, за некои празници
или веќе кој ќе се осетам преморен, преистоштен, тогаш се прави по еден ден пауза, иако нерадо јас фанав еден вид на зависник и фанатик од вежбањето. Ако не сум во клубот, сум в теретана, ако не сум в теретана, сум во клубот, а претежно сум во клубот. Самото тоа што сум во клубот ме исполнува, еден вид на издувен вентил, самиот тренинг е еден вид на ослободување на стресот, на притисокот што се создава во текот на целиот ден, како на работа, така и дома. Така да мене ми представува задоволство да поминам едно 2-3 сати во клубот. Така, време за слободни активности, за прошетки, за дружења, колку се наоѓаат после напорниот ден, би рекла, бидејќи од една страна тука е работата, но од друга страна тука се редовните тренинзи и часовите кои што ги имате токму со вашите ученици во вашиот клуб. За прошетки преку текот на неделата или за слободно време тешко. Претежно во текот на денот кој ќе можам да искористам неколку часа ги поминувам со семејството, со синот и со сопругата, а веќе за викенди гледам да ги искористам максимално со нив. Значи ако одиме на прошетки или на некој одмор или едноставно од дома, гледам да ги поминам максимално со нив. Затоа што покрај работата, клубот, тренинзите, има многу малку се време да се видам со нив и секој слободно време го користам максимално да го поминам со нив. Така, сепак тие моменти поминати токму со најблиските и со семејството се непроценливи. Кога веќе го спомнавме вашиот син, без разлика што тој се уште е мал, какви се неговите афинитети кон боречките вештини, дали има желба да биде како тато? На неколку борби тој ме гледал и како и во пренос и во живо. Има огромен интерес кај него, значи веќе тој почна пополека со тренинзи. Значи почнавме со џиу-џицу да изучува кај мене во клубот. Се уште е мал, али пријавува и афинитети и талент за боречките спортови. Сега полека ќе гледаме да го насочиме кон боречките спортови. Прво да го засака спортот како спорт, а потоа да ги засака боречките спортови. Еден ден се надеваме дека ќе трни постапките на татко му, ќе ги има и уште поголеми успеси од мене. Еден ден се разбира клубот и академијата и сите работи ќе ги пренесам да ги води тој. Така, во секој случај, поддршката е токму битна, еве од ова што го кажувате, вие му ја давате целосната поддршка токму на вашиот син да се занимава и тој токму со боречките вештини, да оди по вашите стапки. Но ете, кога веќе спомнавме самата поддршка, колку вие на самите почетоци, кога решивте на некој начин по-професионално да се занимавате со боречките вештини, ја имавте поддршката од вашите блиски, од вашето семејство? Јас можам да кажам дека сето ова, сите овие успеси, ако не беше нивната поддршка, немаше ништо да се оствари. Значи, сопругата, прво, во се што ми требаше, што имав од слободно време, од исхрана, од поддршка, како било од финансиска, таа во се ми даде огромна поддршка. Можам да кажам дека таа е еден од најголемите така наречени кривци за сите овие успеси кои ги донесовме. Сопругата имам за пофални зборови. Многу пати била со мене на трибина каде што сум се борел, ми давала непосредната поддршка, била со мене во соблекувалните, била со мене со припремите, секогаш дома се што ми требало било спремно и припремено, како од храна, како од опрема, како од торбици, како и ме истрпила и со болки, и со повреди, и со сетото, значи таа е најголемиот кривец, таа ја даде најголемата поддршка. Можам да кажам и по широкото семејство, сите се труделе, сите помагале, мајка ми нерадо ме пуштала на борби, таа вика до ден денес да се повлечам, доста е вика со борби, иако адреналино и сето не ми ја дозволва. Сакам уште да продолжам. Како што кажав, семејството е најголемата поддршка. Без нив ништо ова немаше да биде возможно. Потоа и тимот кој го имам зад мене, пријателите, другарите кои секојдневно тренираме, секојдневно крвариме, секојдневно потиме во салата. Сам како
и спортисти како индивидуа и како човек не можеш да постигнеш ништо. Така. Секогаш треба добар тим, добра поддршка. Еве неколку пати и од општината сме добиле добра поддршка и како што кажав, успесите и медалите и седото самите си дојдоа. Така, се согласувам потпуно со вас дека поддршката е најбитното нешто, ете како што кажавте, вие ја имате и од тимот и од блиските на деце од вашата сопруга, бидејќи оваа професија на вистина бара една голема пожртвеност, ете секоја чест на вистина браво, ете би рекла и за вашите блиски и за сопругата пред се. Кој е ваш предизвик, без разлика што пред скоро време станавте европски шампион на ММА во ИСВА, кој е ваш предизвик, онаа неостварена желба или титула која што сакате во догледно време да ви се случи? Што е она за што стремите? Како и секој борец во ММА спортот има неколку големи промоции, значи големи турнири кои секој борец му е сон да ги достигне и да учествува. Јас сум учествувал на еден од големите турнири во Европа, ФФЦ Final Fight Championship, каде што сум се сретнал со легенди на боречките спортови како Мирко Филиповиќ Крокоп и голем дел од другите борци, светски познати борци. Сега, како и на секој борец, како што реков, има врв на сите тие турнири. Се надевам дека еден ден ќе се видам самиот во Ultimate Fighting Championship или во UFC како борец, да представуваме Македонија на еден огромен турнир кај што го гледат СС. Како што кажав, сон на секој ММА борец е UFC. Јас се надевам како борец дека еден ден ќе се видам таму. Така, дај Боже тоа што го имате замислено да ви се оствари, се разбира дека сите ние ќе бидеме горди на успесите кои што ги постигнувате, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата Одблиску со. Тренинзите траат постојано, но по-конкретно дали во моментов има некои интензивни подготовки за некое надпреварување, што е следно што ќе следи од тој аспект? Како еве привршуваат и новогодишните и божичните празници, направивме мала пауза од неколку дена заради празниците. Сега еве ги како што кажав одминуваат празниците, почнуваме интензивно припрема за многу нови надпреварувања, како јас како тренер со децата од мојот клуб, како и како борец. Еве веќе имаме закажано неколку турнири, неколку борби како во аматерски, така и на професионален план. До мај ни е набиена агендата. Имаме неколку веќе во џиу-џитсу, граплинг и аматерски ММА, како што кажав, и од каде што ова година со Господ напред ќе учествуваме и на Балканското првенство во мешани боречки вештини со децата од мојот клуб. Значи, еве почнуваат тренизите полека да се интензивираат. Јас работам и со децата, ќе работам и на мене и со постарите. Се надеваме дека сите тие тренинзи, сите тие работи ќе вложат со плод и ќе донесеме уште голем број на успеси и медали во нашиот ниво. Така, дај Боже, јас ќе ви посакам уште многу успех пред се и вас лично, но од друга страна и на вашиот клуб, уште многу награди да и донесувате на Битола, да и донесувате на цела Македонија, се разбира, ние сме тука во секое време да ги информираме сите наши гледачи за успесите кои што ќе ги постигнете. На самиот крај ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од емисијата Одблиску со, ете подетелно да ве доловиме до сите наши гледачи, само на самиот крај еве некоја порака до нашите гледачи на оваа емисија. Ви благодарам за поканата, особено чест ми е. Се надевам дека се повеќе ќе го популаризираме овој спорт во нашиот град и во нашата држава. Се повеќе деца ќе се занимаваат со каков било спорт, а посебно со боречките вештини. И се надеваме дека се повеќе дечки овие нашите успеси ќе ги поминат и ќе донесат многу поголеми успеси од светски размери и ќе нашата држава и нашите деца, спортот и се друго ќе оди само напред. Така, ви благодарам уште еднаш и многу успехи во иднина. Почитувани, ние дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега.
На самиот крај мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, се разбира, и понатаму да ве поканам да останете на оваа фреквенција. Со нов гостин се гледаме точно за 7 дена. Довидување.